Искршени лулашки, уништени клацкалки, откурнати даски од клупите за седење. Тинејџери дивеат во скопските населби во ноќните часови. По видеото што ја разлути јавноста, на кое се гледа како разбеснати млади кршат урбана опрема на игралиштето Патрик, Алфа телевизија направи обиколка низ повеќе игралишта во општина Аеродром, а сликата не беше сјајна. Граѓаните бесни велат, вината е најмногу до родителите и бараат построги мерки за да се стави крај на хулиганското однесување во нивната населба. Само домашно васпитање како прво, како второ, мора родителите да поведат. Она што спомнав од домашно васпитање. Родителите да се ги воспитуваат децата, што е најбитно. За друго што знам. Некои лоши деца ги кршат. Да. Оваа слика е одраз на незадоволство, бунт, револт и искажување на фрустрација од страна на најмладите. Психолозите велат дека вандализмот е се почеста појава кај тинејџерите. Игралиштето, што пред неколку денови беше целосно демолирано од страна на тинејџери, се уште стои во истата состојба, а последиците најмногу ги чувствуваат најмладите. Психолозите апелираат до родителите и училиштата, будно да го следат однесувањето на своите деца, бидејќи само така може да ги препознаат знаците на вандализам. Комуникацијата и емпатијата се клучни, а доколку имаат потреба да побараат помош и од стручни лица. Го насочат кон останато кримогено функционирање и тоа може секако да направи сериозен проблем прво за самите нив, а потоа и за општеството, така да има бројни последици кои што може да се појават не само на децата кои што се вклучени, на нивните семејства, на околината, од социјален аспект да влијае доста негативно и за тие околу нив, нели да се изгубат пријателства, затоа што многу луѓе ќе сакаат да се дистанцираат, нели да не учествуваат во тие однесувања кои што воопшто не треба ни да се присутни. Надлежните велат дека се работи за штета на специфични реквизити вредна илјадници евра. Веќе работат и на решавање на проблемот со тоа што ќе се постават камери кај детските и спортски игралишта. Ние како општина веќе работиме на процедура за поставување на видеонадзор на сите детски и спортски игралишта кои што се на територија на општина Аеродром. Процедурата се спроведува по претходна добиена согласност од Дирекцијата за заштита на лични податоци. Веднаш што ја добиеме таа согласност, ќе спроведеме постапка за јавна набавка за поставување на видеонадзор на игралиштата. Надлежните велат дека ова не е единствен случај на вандализам. Оваа слика се јавува во сите општини, па така ни Аеродром не е исклучена од нив. Најчесто станува збор за повозрасни деца кои го уништуваат јавниот инвентар во текот на вечерните часови.